Да, споменав, имаме уште една убава приказна пред крајот на денешното издание на Македонија наутро. На средината на месец декември вообичаено се размислува за новата година, дочекот на истата, но и неубавите моменти, тоа се подароците. За жал има голем број на млади во социјален ризик кои што не размислуваат на овој аспект, имајќи предвид дека не можат да си дозволат. Тука стапуваме на сцена ние. Како? Ни објаснува нашата гостинка Цеца Николова, председателка на Сдруженијето за млади без родители за тебе. Добро утро, Цеца. Благодарам за гостување, за позитивниот одговор за гостување во утринската програма и темата на која што разговараме е актуелна во овој период од годината. Добро утро, Кристина. Поздрав до тебе и до гледачите и благодарам за поканата. Вообичаено, сакам малку поинако да ги започнеме приказните, воведот да биде малку поинаков за да ги заинтригираме и нашите гледачи. За вашата животна приказна сме зборувале многу во утринската програма и секој пат генерално се воодушевувам од храброста да застанете и да се заземете за себе, но за и многу млади други луѓе во социјален ризик. Па токму затоа ќе ве навратам во детството со првото прашање години наназад. Какви спомени будат за вас овие празнични денови? Овие празнични денови за мене будат спомени во семејната куќа во ССДско село, со мејка Наташа, со многу подароци. Имаше тогаш навистина многу донатори, сега не знам каква е ситуацијата, меѓутоа секоја нова година, уште од 1 декември до 20 јануари, таму бевме со многу пакетчиња, многу подароци, беше убаво. Што најмногу ве радуваше? И што овие години најмногу ве радува кога станува збор за новогодишните празници? Кога бев мала, многу ме радуваа сите семени собири, во семејната куќа во ССДско село се разбира. Сите оние, не знам, представи што ги подготвувавме за гостите кои што доаѓаат таму. Сега ситуацијата е некако поинаква, нели, со оглед на тоа дека сум веќе возрастна и дека немам некои такви семени собири. Но јас веќе од 1 ноември почнувам да и се радувам на новата година и едве чекам да се украси градот, да изгледа се како што изгледа и целата таа еуфорија мене ме понесува постојано. А кога сме кај темата која што ја почнуваме денеска, односно подароците, кој е подарокот на кој што се уште со голема радост се сеќавате? Што најмногу сакавте да ви подаруваат како млада, а што најмногу како млада, зборувам како дете, а што најмногу сакате сега? Интересно прашање. Не знам, имам една кукла што си ја чувам уште од прво оделение, таа од секогаш си ја сакав и мислам дека ќе утапав некој ако ми ја снимаше и се уште си ја чувам. Сега не знам, баш и не сум размислувала, можеби не е нешто материјално тоа. Сакам да се чувствувам исполнето и среќна. Забораваме во ова брзо живење секојдневно колку малите работи значат? Апсолутно. Бидејќи генерално кога станува збор за подароци, првото нешто на што не тикнува секогаш е нешто материјално. Да. Кога ќе си го купам ова, кога ќе имам пари за ова, меѓутоа не е така, нешто друго е можеби повеќе потребно. Како причина за радост на многу генерации кои доаѓаат, го формиравте Сдруженијето For за тебе. Дел од него се многу млади во социјален ризик, на кој што минути им посветуваме и во денешното издание на Македонија наутро. Но ајде прво да им ја доближиме приказната на гледачите. Што точно значи млад човек во социјален ризик? Каков е неговиот живот и колку ги има на број со кој што вие сте во контакт? Ова е навистина добро прашање, со оглед на тоа дека постојано комуницираме и внатре во Сдруженијето како да им го доближиме терминов на сите кои што се околу нас. Млади во социјален ризик всушност се лица кои што најчесто пораснале во згрижувачко семејство или во ССДско село 11 октомври 25 мај, така натаму. Откако излегуваат од грижа, некако се оставени сами на себе, општеството ги заборава, државата исто така. И затоа и го формиравме всушност ова здружение, затоа што сфативме дека можеби на нив им е повеќе потребна поддршка од децата без родители, колку и сурово да звучи ова моментов, затоа што најголем дел од децата без родители веќе се згрижени и има некој кој што ќе му ја мисли за нив, меѓутоа нема некој што ќе мисли за оние кои што ќе пораснат и што потоа. Тогаш какво е нивното секојдневие, пред какви предизвици постојано се исправени? Знам дека во текот на годината организирате многу активности преку кои практично се борите за нивните права и еднаквост во општеството, но какви се нивните лични приказни?
Тие воглавно не знаат се уште што сакаат да бидат кога ќе пораснат, јас така сакам да го кажувам. Тоа е сериозен проблем до некоја одредена возраст. Ако веќе се повозрастни од 20 години се уште не знаат што сакаат да прават во животот, тоа навистина е проблем, затоа што многу голем дел од нив кои што се веќе на факултет не сакаат да го работат тоа што го студираат. И тука поминуваме разни обуки со нив и ги насочуваме, правиме кариерно некое советување во кое што тие сами ќе одлучат што сакаат да бидат и така некако се насочуваме, а во однос на проблемите со кои што најчесто се соочуваат, тоа се губење на работни места, тие немаат постојано место на живење, постојано се селат, живеат во изнајмени станови, така што тие два се најголеми проблеми. Ајде ќе спомнеме прво кампањата, па ќе се навратиме постојано на ова што го зборувавме. Биди ти да домрасе, ајде да кажем јаготката на слагот за оваа 2021 покрај многуте активности. Како ние тука можеме да се вклучиме, што можеме да направиме, бидејќи споделената среќа факт е дека е поголема среќа, па ако поидеме од тоа? Па, ова не е новогодишна кампања која што втор пат ја одржуваме. Минатата година навистина многу успешно помина. Се вклучија многу општествено одговорни компании, индивидуалци кои што сакаат да направат и подарат подароци за млади во социјален ризик. Оваа година интересот, иако само пред една недела ни почна кампањата, е навистина голем. Подароците ги бираат сами оние кои што ги подаруваат. Тоа е вака интересно да го напоменам. Но да ни помогнете? Да, можеве да ни помогнете. Еве во текот на минатата година имавме неколку ваучери за облека, на пример. Имавме апарати за домаќинство, оние мали апарати за домаќинство кои што навистина се од голема корист на младинците. Имавме некои постелнини, не знам што се не. Значи секоја компанија која што има производи кои што може да ги подари, дали се тоа витамини, дали е храна или не знам било што и да имаат, може да суплементите како и додатоците во исхрана се многу актуелни од почетокот на пандемијата, па веќе кога се грижиме за себе здравствено, добро е да размислиме барем за 1+. Така е. Еве нека е така. Колкава бројка, односно колку подароци треба да собереме? Ние имаме 30 на млади во социјален ризик, меѓутоа кампањата ја направивме така што секоја општествено одговорна компанија или индивидуалец може да подари 15 подароци, па потоа ние ќе ги распоредиме на кој што му треба. Така што 15 е бројката. Има ли никоја конкретна желба од младинците? Тие се толку многу скромни, можеби малку клише ќе звучи, но навистина е така. Кога и да ги прашам што ви треба, нема нешто конкретно освен оние кои што навистина немаат ниту храна, ниту хигиена, тоа нели веднаш се кажува, некојаш и се подразбира дека тоа им треба, ама немаат некоја голема конкретна желба, ама јас би потенцирала дека ете овие некои мали апарати за домаќинство навистина многу ги радуваат. Така барем беше минатата година. Споминавте дека голем дел од нив се уште се бараат, се уште ја бараат професијата која што ќе ги исполни, која што би сакале да ја работат. Во тој контекст ги споминавте и обуките кои што ги реализирате. Она што ме интересира, има успешни приказни. Вие сте една од успешните приказни и за тоа сме зборувале во Македонија наутре, со голема гордост го кажувам се во ова, но има ли и други? Секако дека има. Ние сме се уште младо здружение, млада организација која што почнува нели да работи со овие млади во социјален ризик, меѓутоа има успешни приказни. Морам да споменам дека на факултетот за туризам и менеджмент маркетинг тимот кој што функционира таму се всушност дечки од нашата организација. Еден од нив е асистент, другите 4 се дел од маркетинг тимот. Институционална поддршка има? Следното прашање. Тешко? Да, претпоставувам. Да. Многу тешко во моментов, но навистина се надам дека со текот на годините ќе се промени тоа и дека навистина ќе почнат да сваќаат дека младите во социјален ризик се целосно заборавени и им треба поддршка. И оно што сакам некаде пред крајот да го прашам, на кои активности ќе бидете фокусирани во 2022? Претпоставувам дека има некаков концепт во глава за Да, се разбира. Тоа постојано го менуваме на 3 месеци, можам да кажем, односно додаваме некои активности, меѓутоа главен фокус сега ни е на десетина млади во социјален ризик со кои што интензивно работиме да им ги откриеме нивните работи од сониште. Која е вашата желба за 2021 кога веќе зборувавме за младите дел од здруженијата? Сакам и вас да прашам. Мојата желба е навистина да заврши цело во лудило со ковид и со сите омикрони и не знам што ти све. Навистина тоа ми е најголема желба во моментов. Ја делиме, значи истата. Да.
Па потоа сите други мислам желби дека ќе се исполнат. Кога е единствена е поголема и се надевам ќе ни се Да. исполни бидејќи навистина долго Доста траеше. Уште еднаш ќе ги поканиме и нашите гледачи и општествено одговорните компании да се приклучат на кампањата Споделената среќа е поголема среќа. Нашето малко некому може да значи многу, колку и да е клише ова што го зборуваме, сепак сигурна сум дека на тема хуманост не каскаме и дека еве уште една можност да го покажеме тоа на дело. Вистина ви благодарам уште еднаш за поканата и еве јас ќе искористам приликата да ги поканам гледачите да бидат дел од кампањата и биди и ти Дедо Мраз. Лесно може да не најдат на социјалните мрежи за тебе или for you и лесно може да не исконтактираат. Благодарам уште еднаш.